Добро вечер. Ние медиумите или она што како телевизиски сигнал го добивате преку етерот во вашите домови се тема на вечерашната 24 анализа. Ке зборуваме многу повеќе за престојниот процес на дигитализацијата, а во дел и за законот за медиуми. А за оваа тема мој гостин вечерва е господин Зоран Трајчевски, претседател на Советот за радиодифузија. Добро вечер. Добро вечер и добре дојдовте во 24 вести. 37-38 дена остануваат до исклучувањето на аналогниот сигнал во македонскиот етер. Што конкретно тоа ќе значи од аспект на обичен гледач? Бидејќи ако гледаме теориски и практично дигитализацијата прво со дел од кабелските оператори, потоа со IPTV-то на дел од операторите е почната многу поодамна, некаде од 2004. Анализата што има направено Советот за радиодифузија покажува дека огромен дел од граѓаните на Република Македонија, по нашето истражување, 85% од населението од домаќинствата користат услуги на кабелски оператори, на IPT платформата или на платформата на Boom TV, така да тие граѓани воопшто и нема да осетат ништо на 1 јуни. Останатите 15% од граѓаните кои што услугите ги добиваат, односно го примаат телевизискиот сигнал терестријално преку антена, ќе мораат да имаат нов телевизор со DVB-T и стандардот MPEG-4 или ќе треба да набават set-top box за да можат да го примаат дигиталниот сигнал од операторот на дигиталниот мултиплекс UAN. Тоа значи дека оваа помала категорија на граѓани која што најчесто е во руралните средини или во планинските средини, каде што кабелските оператори немаат изградено собствена мрежа, ќе мора технички да бидат подготвени да можат да го примат сигналот, реков, или со set-top box или со нов модел на телевизор. Што значи за тоа, бидејќи има некои истражувања на исто така кој што ги има правено Советот за радиодифузија, дека се уште има огромен број на домаќинства низ Македонија кои што имаат условно стари телевизори. Тие што го имаат стари телевизори, но се приклучени на мрежата на кабелските оператори на IPT платформата или на Boom TV, тоа воопшто не ги засега. Оние 15% кои што примаат сигнал преку антена, тие ќе мораат да имаат или нов тип на телевизор или да користат set-top box за да може да го примат сигналот од дигиталниот оператор на националните телевизии и регионалните телевизии во зависност од тоа во кој регион живеат. Значи антената останува. Антената останува, да. За да се приклучи на за да можат новиот... да се приклучат да го примаат сигналот од дигиталниот оператор UAN, со тоа што ќе може да ги примат, како што кажав, само националните телевизии, регионалните телевизии во регионот каде што живеат граѓаните. Македонија е поделена на 8 региони и зависно од сегашниот број на локалните телевизии кои што ќе одлучат да преминат да емитуваат програма на регионално ниво, ќе можат граѓаните во тој регион да ги примаат освен националните телевизии и сигналот на регионалните телевизии бесплатно, доколку имаат нов тип на телевизор или имаат set-top box. Цената на set-top boxот се движи во прилика не повеќе од 20 до 25 евра, а владата има донесено одлуки, набавено 40.000 set-top боксови за граѓаните кои што се социјално осетливи, загрозени, кои што нема да можат да набават set-top боксови, за тие ќе бидат поделени 40.000 бесплатни set-top боксови за да можат и после 1 јуни да бидат информирани да ги примаат телевизиските сигнали на националните комерцијални, на јавниот сервис и на регионалните телевизии. Почна Советот за радиодифузија известна кампања, меѓутоа впечаток е дека граѓаните се уште, особено оние засегнатите, значи тоа е мала категорија, немаат доволно информација од каде се може да ги набават тие set-top боксови. Советот за радиодифузија веќе 7-8 месеци во рамките на своите можности, помогнато со средства од проект финансиран од Европската комисија DigiTV, спроведува активности преку делење на флаери, преку телевизиски спот, директно преку запознавање на граѓаните, вршиме посети во скоро сите градови на Република Македонија, некаде сами, некаде во координација со операторот UAN.
ги запознаваме граѓаните за придобивките и за самиот процес на дигитализација. Исто така имаме соработка и со останатите два мобилни оператори, T-Mobile и VIP, кои што исто така во нивните продажни салони ги дистрибуираат флаерите изработени од страна на Советот за радиодифузија, со кои што се објаснува на граѓаните што е процесот на дигитализација и што треба да направат да може да го следат. Каде може да се купи тој сетап бокс? Сетап боксот може да се купи од сите продавници каде што се продава електронска опрема. Значи секаде каде што може да се набави телевизор, таму има се продаваат и сетап боксови. Исто така сетап боксови има на располагање и операторот УАН. Постои ли обид извесен, барем од она што го гледаме деновиве што се случува, за известна монополизација на позицијата на УАН во поглед на дистрибуцијата на ваквите сетап боксови, бидејќи досега не сме слушнале ни една кампања иако се тие носители на проектот го добија тендерот, не сме слушнале ни една кампања за таков тип, би рекол, општ тип на сетап боксови, наспроти тоа што имавме една кампања за екстра ниска понуда на постојниот пакет нивен Бум ТВ. Значи имаме едно врзување на два различни Продажбата на сетап боксовите е тотално либерализирана и секоја компанија која што е заинтересирана и која што согласно сопствената регистрација може да врши продажба на такви уреди, треба да го направи тоа. Значи, како што се рекламира УАН, така треба да се рекламираат и останатите компании кои што може да ги продаваат тие уреди. Не станува збор за некаква монополизација или фаворизирање на некоја компанија, едноставно во пазарни услови секој треба да се залага да се промовира. Но кога вие одите со реклама и кога се промовирате, имате за 200 денари Бум пакет, тоа ви е чекор, самата компанија. Па добро. Има ли другите компании кои што се гаранции институциите? Имаат ли гаранции дека нема да се случи злоупотреба, да граѓаните бидат врзувани со предплатнички договори за другите пакети на оваа компанија? Граѓанин си носи одлука, а сите компании кои што имаат набавено сетап боксови и продаваат, треба на еднаков начин да се рекламираат и да ги придобијат граѓаните да купат од кај нив. Значи, улогата на Советот за радиодифузија и на другите државни органи кои што се вклучени во процесот на дигитализација е да им објаснат на граѓаните и да им помогнат да сватат што значи процесот на дигитализација во комерцијалниот дел, која компанија колку ќе се рекламира и колку ќе продаде сетап боксови, тоа се одлука на менеджментот на секоја од компаниите кои што се заинтересирани да учествуваат во тој бизнис. Инаку 40.000 сетап боксови кои што ги набави владата за дистрибуција на социјално загрозените семејства не се набавени од УАН, на тендер се набавени од Македонски Телеком. Така да воопшто не станува збор дека на тендерот најповолни услови даде Македонски Телеком, така да воопшто не станува збор дека е фаворизирана една компанија. Така наликуваат нивните огласи, бидејќи под плаштот на дигитализацијата се продава пакет кој што според последните податоци кои што излегоа денеска од Агенцијата за електронски комуникации, бележи огромен пат на популарност кај граѓаните. Значи, последните податоци покажуваат дека DVB-T услугата, односно тоа е Бум пакетот на УАН телевизија, во четвртиот квартал 2012 споредено со 2011 година има минус од 25,74% претплатници, наспроти големиот раст на IPTV од 65 и некаде 8% на кабелската телевизија, која што и натаму останува лидер во преносот на телевизиски услуги. Таква е категоријата. Добро, растот на кабелските телевизии е многу поголем од тој што е прикажан во извештајот на АЕК, бидејќи кабелските оператори не го прикажуваат реално бројот на корисници што ги имаат, е многу поголем и тоа е тема сосема поразлична од тоа за која што разговараме денес. Што конкретно ќе значи дигитализацијата во
од аспект на услугите што ќе ги добиваат граѓаните и што државата добива од сето тоа од аспект на ослободување на оној фреквенцијски спектар кој што досега се користи. Граѓаните ќе може да добијат далеку поквалитетен сигнал во однос на сега. Оние што зборувам што го користат терестријалното примање на сигналот преку антена. Исто така граѓаните ќе имаат можност да добиваат услуги кои ќе гледаат филмови или спортски надпревари, преводи на различни јазици. Исто така ќе можат граѓаните да го следат сигналот на националните телевизии и на регионалните телевизии во средини каде што претходно морале да имаат одредени други уреди, а сега со современ телевизор или сетап бокс во разни викендици да користат, да го гледаат сигналот со одличен квалитет на националните и регионалните телевизии. Телевизискиот бизнис да стане на вистина бизнис, а не хоби на одреден број локални медиуми, да понуди подобар квалитет, подобри содржини. Исто така, тоа е од страна на гледачите, од страна на државата, фреквентниот опсек кој што сега го користат аналогните терестријални телевизии, после 1 јуни ќе биде ослободен и ќе може да од страна на Агенцијата за електронски комуникации да биде тој фреквентен опсек продаден за користење на 4-та генерација мобилна телефонија. Значи државата да има прво бенефит како приход од еднократниот надоместок кој што би се добил од продажбата на тој фреквентен опсек. Исто така и од годишниот надоместок за радиофреквенции кој што би го добивала Агенцијата за електронски комуникации во наредниот 10 годишен период. Исто така граѓаните ќе имаат можност да добијат и нови услуги кои што ги нуди 4-та генерација на мобилна телефонија. Инаку технолошки ова е технолошки процес кој што порам дигитализацијата кој што не зависи, не почнал и не завршува во Република Македонија. Најголемиот дел од земјите во светот, значи вклучувајќи ги Европската унија и Америка, тој процес веќе го имаат завршено и е нешто што е неминовно и не станува збор за нешто што е измислица овдека во Република Македонија, него нешто што е светски тренд, нова технолошка револуција која што ние треба да следиме и треба да се приклучиме кон сите останати земји кои што овој процес веќе го завршиле. Имате некои повратни информации до каде е процесот на прилагодување, до каде од сите тие договори, особено со терестријалните телевизии кои што се најмногу засегнати, дали сите ќе можат условно да ги остварат обврските, имајќи ги предвид забелешките за делот, цената за преносот на сигнал? Има неколку типа на забелешки и од локалните и од националните телевизии, значи не е само цената, можеби цената квалитетот на сигналот, гаранцијата за непрекинато 24 часовно емитување, потоа начинот на плаќање на доместокот. Имаше предлог од One операторот тоа да биде еднократно годишно да се плаќа, меѓутоа веќе во разговори минатата недела веќе е договорено тој надоместок да се плаќа и квартално и месечно. Проблем представува зборувам за локалните телевизии, за енкодерите кои што треба да ги набава за да можат да го достават сигналот до операторот. Меѓутоа, сите тие активности, сите тие забелешки кои што ги има телевизиите, мора да се најде решение за нив. Советот за радиодифузија, Агенцијата за електронски комуникации и Министерството за информатичко општество активно учествува како медијатор во овој изминат период, за да можат сите овие и забелешки и од едната и од другата страна да бидат надминати, за да може на 1 јуни сите телевизии кои што сега зрачат програма аналогно на локално, регионално и национално ниво, на 1 јуни да преминат и да зрачат програма на национално и на регионално ниво преку дигиталниот оператор. Што доколку некој од X причини не успева во сето тоа кои се можните за локалните телевизии, ако решат да не одат преку дигиталниот оператор, тогаш имаат опција да зрачат, не да зрачат, туку да емитуваат, да добијат промена на дозволата во Советот за радиодифузија преку кабел на локално ниво, а истото би значело и за националните телевизии, може да извршат замена за дозволата за емитување преку сателит или преку кабел. Иако јас лично не очекувам дека националните терестријални телевизии ќе се одлучат на таков чекор и сметам дека ќе се најде соодветно решение да
од 1 јуни израчат дигитално преку од дигиталниот оператор ВАН. Подоцна ќе се навратиме на законот за медиуми, меѓутоа во него беше предвидена еден сет од преодни и завршни одредби со кои што се предвидуваше можноста од, условно да кажам, пренамена на дозволата за работа, бидејќи очигледно е дека тој закон во овој меѓупериод нема да биде донесен. Во оваа фаза ќе има некаква измена на постојниот закон? Постоеше, ако доколку законот за медиуми беше донесен, веќе донесен, че можеше да се изврши промена на дозволата на постојните телевизии врз основа на тој закон. Веќе законот е очигледно дека нема да се донесе во овој период до 1 јуни, бидејќи трае јавната расправа, а најверојатно ќе следи измена на постојниот закон за радиодифузна дејност, со која што иначе се овозможи спроведување на процесот на дигитализација и замена на дозволите на постојните радиодифузери со дозволи за дигитално емитување, но сепак треба да се има во предвид дека замената на дозволите на локалните телевизии за да добијат дозвола за регионално емитување ќе мора ќе биде извршена врз основа на подзаконски актови што го донесе Советот за радиодифузија, со кои ќе се дефинираат условите кои што треба да ги исполнат тие телевизии, од тоа какви студија треба да имаат, број на вработени и финансиска способност за да може да емитуваат програма на регионално ниво. Бидејќи сега во овој случај во моментов одреден број на телевизии на локално ниво ни оддалеку не ги исполнуваат ни постојните услови и стандарди во подзаконскиот акт кој што ги има донесено Советот за радиодифузија. Едно прашање постојано останува некако отворено, кој кого како сака да пренесува. Оние завршни одредби кои што беа во овој нов концепт на дигитализација и можноста за менување на дозволите нудеше некакви решенија. Што тоа во практика ќе значи како обврска за тие досега нерешени релации радиодифузер, оператор на јавна комуникацијска мрежа? До сега операторите на јавни комуникацијски мрежи има обврска единствено законски да го пренесуваат сигналот на јавниот сервис. Останатите телевизии на национално, регионално и локално ниво ги пренесуваат доколку тие сметаат дека за тоа имаат економски интерес. И во новиот закон се предвидува дека терестријалните телевизии кои што ќе емитуваат програма дигитално, кабелските оператори ќе ги пренесуваат исто така и во иднина по нивно под еднакви услови, меѓутоа доколку за тоа имаат интерес, бидејќи не може според европските директиви да се наметне обврска на една приватна компанија да се регулираат односите помеѓу две приватни компании, едната компанија да има обврска да пренесува друга компанија, во овој случај радиодифузерот. Толку станува збор за емитување на програма, односно добивање на дозвола на некое трговско радиодифузно друштво да емитува програма преку оператора на јавна комуникацијска мрежа преку кабел, тогаш кабелскиот оператор во тој регион, во таа општина или на ниво на држава ќе бидат обврзани да ги пренесуваат сигналите на таа кабелска телевизија која што ќе има добиено дозвола од страна на Советот за радиодифузија, при тоа што условите за сите дифузери кои што ќе добијат дозвола преку кабел мора да бидат исти и недискриминаторски. Кој ќе го проверува тоа? Се споменуваше некако систем на медиатор, агенцијата? Советот за радиодифузија, односно идната агенција за медиуми. Да преминеме на оној друг дел кој што во овој период исто така предизвика големо внимание, а кој што го засега Советот, освен медиумите, а тоа е новиот закон за медиуми. Според него Советот прераснува во агенција. Првичните реакции на дел од фелата се многу негативни, дел е задоволна, условно да кажем, односно дава поддршка на сегменти од законот или во целина на негови одредби. Кој е ставот ваш како актуелен председател на Советот за радиодифузија? И треба ли таков закон на Република Македонија или само поефикасно спроведување на постојните? Република Македонија има обврска да го усогласи своето законодавство со законодавството на Европска унија.
Воопшто, јас и сум кажал до сега дека изминатите денови што беа изнесени информациите дека во само мал број на земји на Европската унија постои закон за медиуми е буквална шпекулација и дезинформација со која што сака да се замае јавноста во Република Македонија. Значи апсолутно така, но има различни сегменти кои што се регулираат. Значи овдека не зборуваме за наслово, зборуваме за содржината. Значи е точна, е апсолутна шпекулација дека во земјите од Европска унија не е усогласено законодавството со директивата на Европската унија за аудиовизуелни медиумски услуги. Тоа е апсолутна лага. И таа лага се обидуваат одредена група на луѓе кои што се нарекуваат новинари, иако јас не сум слушнал дека изматите 10 години таа група на луѓе барем една минута работела во медиумите. Па последните денови се прекрстија во медиумски работници. Тој термин до сега не сум го слушнал во ниту една демократска земја дека такви медиумски работници во наводници постојат. Не сакам да ги спомнувам сега нивните имиња. Потоа се проширија шпекулации дека во членот 4 ќе се воведува цензура, а станува збор за точно препишани и преведени ставови од европските документи. Така да очигледно е дека овие денови слушаме само еден грст критики, еден грст дезинформации со кои што сака да се доведе јавноста во заблуда, а не слушнавме ниту еден предлог како она што не чини треба да изгледа. Имате ли вие како совет за белешки? Да, имаме ние забелешки на законот, наши собствени согледувања. На минатата седница ги донесовме, ги усвоивме и денеска ги испративме до Министерството за информатичко општество и тие наредните денови ќе бидат објавени на страницата www.ener.gov.mk од најбанални технички забелешки во законот до суштински забелешки во однос на тоа како Советот за радиодифузија гледа на законот за медиуми. Меѓутоа во делот на трансформација на самиот Совет за радиодифузија во Агенција за медиуми, како Совет решивме да не даваме забелешки со цел да не биде сватене лично дека сега некој се бори за собствените позиции во Советот за радиодифузија. Добро, генерално забелешка е дека ова менување на начинот на избор на Советот за радиодифузија има одсеќа дека тоа е враќање чекор назад. Почнувајќи практично од оној прв состав кој што беше со еден флуктуирачки мандати, постојано се менува карактерот на составот на Советот за радиодифузија. Сега имаме едно тело кое што во себе ќе има многу надлежности. Прво тука се електронските медиуми, тука се новите медиуми, порталите, и тоа е особено интересна проблематика за која што исто ќе размениме неколку мислења. Тука се операторите на јавните комуникацијски мрежи за кои што исто така преземате дел од ингеренциите во поглед на контрола на програмски пакети. И практично се создава впечаток дека тоа е едно, ќе биде практично најмоќното тело во државата кое што, ајде, она фигуративно кажано, ќе пали гаси телевизии, интернет портали и други. Значи, во делот на електронските медиуми, Советот за радио, односно новата агенција, не добива некои си драстични ингеренции. Во делот на операторите на јавни комуникацијски мрежи, и сега Советот за радиодифузија има ингеренции, меѓутоа тие ингеренции не беа јасно дефинирани, беа двосмислени. И оние работи кои што и во изминатиот период ние ги оценивме дека се двосмислени, ги Советот едната година донесе одреден број подзаконски акти со кои што ги регулираше, меѓутоа нема тежина на закон. Сите тие работи денеска се ставени во законот за медиуми. Контрола на програмските пакети, зашто вие инсистиравте и авторските права, меѓутоа тие сепак не влегува. Па добро, како забелешка на Советот за дифузија го ставивме во забелешките на овој закон дека за авторските права треба да биде надлежна една институција во Република Македонија, бидејќи се покажа изминатиот период, а тоа е и забелешка на последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија во 2012 година, дека доколку за една активност се надлежни повеќе институции, резултатот такво нешто нема. Во оваа ситуација, авторските права, кога за таа работа се надлежни и Министерството за култура и Советот за радиодифузија, се покажува дека најголем бенефит од тоа имаат кабелските оператори, кои што на крај
реемитуваат програми без регулирани авторски права. Во делот на порталите и на печатените медиуми, Советот нема да врши никаква регулација, туку само ќе води една техничка евиденција за сопственичката структура и апсолутно нема да има никаква улога во нивно регулирање. Што е со делот на портали кои што нудат своевидни аудиовизуелни услуги, односно она популарно наречено видео на барање, видео on demand. Се создаде една голема конфузија дека тука ќе има многу поголема регулатива од она што директивата го налага, тоа е слаба форма на регулирање, особено во поглед на оние базични членови од Европската конвенција, како што се заштита на приватност, углед, право на исправка и сите тие. Па и во тој дел апсолутно нема никакви поголема регулација од она што е пропишано во европските документи. Меѓутоа, мора да се има во предвид дека изминатиот период, еви посебно сега за периодот на изборите, печатените медиуми, електронските медиуми посебно беа под лупа на Советот за радиодифузија, согласно изборниот законник, меѓутоа електронските портали можеа да прават што сакаат. И беше очигледно дека во целиот изборен период емитува, и во периодот кога беше забрането, емитува рекламни пораки, односно политички пораки за било која за учесниците во изборите, додека електронските медиуми тоа не можеа да го прават. Тоа покажува дека потребна е регулација на овој тип регулација на медиум. Во која смисла? Во смисла на... Па, да речеме, законите, да речеме, од областа на изборниот законник мора да важат и за нив. Значи, сакам да ви го наведам само како пример дека ние скоро кон сите телевизии во изборниот период, како Советот за дифузија, поднесовме прекршочни пријави во однос на почитувањето на изборниот законник, меѓутоа, да речеме, порталите можеа да прават што сакаат и никој не можеше да ги регулира од тој аспект, а представуваат сериозна конкуренција на електронските медиуми. Значи, зборувам од тој аспект, правилата кои што важат и другите закони кои што важат за другите медиуми, за електронските медиуми, треба да важат и за електронските портали, така да воопшто интернет портали, така да воопшто не станува збор за некаква нивна регулација, туку само за едноставно почитување на законите. Веќе сега може еден портал да изнесе дезинформација за било кого, за било која компанија, за било кое физичко лице, а вие нема на кого да му се обратите или да си побарате заштита за такво нешто. Чувствително е генерално во сите земји, иако постои директива на Европската Унија која што дава одредени насоки, резолуции на Советот на Европа и така натаму, да не ги оптоваруваме гледачите со тоа. Чувствително е секое посегање по било каква регулација генерално на интернетот, кој што символизира... Добро, сега овдека не станува збор за регулирање на интернет, туку станува збор за регулирање на правни субјекти кои што трансферираат информации, креираат јавно мислење, а при тоа остваруваат и приходи од рекламирање. Значи, ако ги отворите вие сите електронски портали, ќе видите дека видни компании од Република Македонија се рекламираат кај нив. Значи, не станува збор за регулирање на интернет. Затоа кажав дека на почетокот сакаат одредена група на луѓе кои што имаат економски интерес од целој овој хаос кој што владее во моментов на полето на интернет порталите, за да се заштита својата комотна позиција и своите финансиски интереси, сега сакаат да пласираат информации дека некој сака да го регулира интернетот. Значи, тоа е апсолутно неточно. Туку треба правилата на игра да важат за сите. Што значи тоа обврска на портал кој што емитува аудиовизуелни содржини? Споредено со обврските што ги имаат телевизии? Па ние денеска, да речеме, огромен број на портали, не знаеме ни кој е собственик, ни кој е главен и одговорен уредник, па се објавуваат текстови кои што не се подпишани од содржини кои што не се подпишани од никого. И ако сакате да ги заштитите собствените интереси, немате против кого да преземете било каква мерка. Додека кога станува збор за електронските или за почитените медиуми, таму се знае кој е главен и одговорен уредник, кој е автор на текстот и не се мора многу да поретко баланс, да внимава. Па добро, ама ние само во еден ден на една седница во Советот за дифузија во првиот круг поднесовме 24 прекршочни пријави против електронските медиуми токму заради такви активности.
и ги ставаме електронските медиуми во неравноправна положба во однос на интернет порталите. Има ефекти од тие прекршечни пријави, освен паричните, во поглед на дисциплина, во поглед на почитување на стандардите, бидејќи во самата стратегија вие констатирате? За тоа не дискутирал Советот, нема донесен некој официјален став или одлука, но сметам дека би требало во идните измени на изборниот законник да се предвиди дека освен казните, бидејќи најчесто прекршување беше надминување на лимитот на рекламирање. Да, многу помалку внимание се обрнува на оној дел кој што значи плурализам на мислење, кој што исто така добро, плурализмот на мислење е повеќе филозофска категорија и секој може да го толкува на сопствен начин. Меѓутоа, кога зборуваме за надминување на лимитот на рекламирање, точно мерлива величина. И ако е дозволено една политичка партија да има 10 минути реклама во еден реален час, или ако е дозволено согласно законот изборен 15 минути рекламирање во еден реален час, ако некоја телевизија има 20 или 25 минути реклами во еден реален час, значи дека таа остварува приход екстра над дозволените 10 минути за една политичка партија или над дозволените 15 минути. Веројатно е пресметката дека казните се премали, казните се премали, меѓутоа тоа не представува профит на телевизијата, тоа представува финансиски средства добиени врз база на прекршување на закон. И би требало да се предвиди во идниот изборен законник тие средства што ќе ги остварат над дозволениот лимит рекламирање да бидат слејани во буџетот. А плюс да биде казната која што ќе ја платат медиумите за прекршување на закон. Ќе се доведете во ситуација да имате неплатена услуга која што е извршена. Не може да биде извршена. Рекламата отишла, времето е меѓутоа ако е дозволено 10 минути, некој не може, тоа би било исто ако некој оплячка банка и да го казните 1000 евра, а парите што ги украл од банката да му ги оставите си ги располага со нив. Уште малку за интернетот. Постои ли опасност од миграција на домени? Не. Пререгистрација во некоја држава, теоретски каде што реално не се спроведливи ниту македонските закони, ниту пак можете да се повикате на надлежност врз основа на европски. Реално е, теоретски е возможно, реално е. Дали некој би отишло да регистрира фирма во Канада или во Америка, па од таму ќе подлежи на нивните закони, така да теоретски е возможно, меѓутоа реално не. Распишавте уште еден конкурс за дозвола за нова терестријална телевизија. Кои беа мотивите, ако се има предвид дека и во самата стратегија констатирате дека во Македонија терестријалните телевизии, ке цитирам, кои емитуваат програма на државно ниво, имаат многу слична програма во која доминираат содржините со забавна функција. И понатаму стои дека при доделувањето на дозволи со претежно забавен општ формат тие треба да се доделуваат само доколку станува збор за понуда која е концепцијски поинаква од постојните. Советот за радиодифузија од јануари оваа година спроведе истражување, значи ангажира компанија Market Vision да спроведе истражување за потребите на публиката. Од истражувањето произлезе потребата дека треба да се распише конкурс за доделување на дозвола на национално ниво од општ забавен формат. Инаку забелешките на граѓаните се најмногу во тоа што недостасува домашна играна програма, домашна програма документарна, домашна програма детска, така да Советот врз база на истражувањето донесе одлука да распише конкурс за уште една национална телевизија. Тоа е од програмски аспект, од финансиски аспект. Изминатата година Советот за радиодифузија одзеде дозволи на повеќе телевизии на национално ниво. Најголемиот дел, 99% беа телевизии кои што вршеа програма по сателитски пат, заради ненадмирени обврски кон Советот за радиодифузија. И тоа од друга страна доведе до тоа да приходите на Советот за радиодифузија се намалат,
иако процентот на наплата на Советот за радиодифузија во однос на дозволите кои што ги плаќаат радиодифузерите изнесува 100%. Добро, сега со новиот закон малку изворите ви се прошируваат. Вака, ако зборуваме за приходите кои што треба да ги добие новото регулаторно тело со новиот закон, точно е дека добива одредени приходи од операторите на јавни комуникацијски мрежи, изголемено е приходот би требало да биде зголемен приходот од радиодифузната такса, но мора да се има во предвид дека активностите кои што досега ги преземаше Советот за радиодифузија во однос на кабелските оператори беа значителни, а кабелските оператори воопшто не плаќаат никаков надомест кон Советот за радиодифузија. Меѓутоа, и надлежностите на Советот за радиодифузија во однос на кабелските оператори значително се зголемуваат, а исто така има и нови надлежности Советот, значи во однос на печатените медиуми и на интернет порталите. Нашите пресметки покажуваат дека со донесување на законот за новиот закон за медиуми, приходите кои што би ги очекувал, зголемувањето на приходите кои што би го очекувал Советот за радиодифузија не би изнесувало не би било повеќе од 250.000 евра на годишно ниво, што значи дека во денешни услови тоа би значило околу 25% зголемување на приходите на Советот во однос на сегашните приходи што ги има. Така да на Советот за радиодифузија во моментов средствата кои што ги остварува му се доволни само за тековно работење, без да има можности за стручно усовршување, набавка на опрема или решавање на просторните услови. Че знаете дека Советот за радиодифузија од денот на основањето скоро 16 години е кираџија и плаќа енормно висока кирија. Изборите ве пресекоа, ќе добиете сепак нова зграда на скоро. Добро, постапката е започната, меѓутоа заради процесот на изборите од 11 јануари целата процедура беше ставена во мирување заради тоа што во овој изборен период не може да се трошат средства на државата за време на изборната и предизборната кампања. Повеќе како експерт, како познавач на работите, помалку како не сте автор на законот за медиуми е друга институција. Колку сметате дека е пригодно и пожелно на идната агенција или совет на агенција за медиуми да и се дадат надлежности и околу уредувањето на внатрешните односи во медиумите. Избор на уредник, уредништва, релации, прашања кои што вообичаено подлежат на тој така наречен систем на саморегулација. Вака, значи да расчистиме, тие надлежности не се доделени на агенцијата за медиуми, туку се регулирани во законот. Како ќе бидат регулирани односите во самите медиуми? Инаку тоа воопшто не представува дел од надлежностите на агенцијата за медиуми. Добро, има една одредница каде што ако не се исполнат некои обврски, агенцијата се јавува во својство на медиатор во однос на подпишување на тие статути, но колку е пожелно тоа што е тема на саморегулација да биде ставено во закон? Ние постојано имаме последните години поплаки од самата новинарска фела дека односите во медиумите, односите меѓу самите новинари и сопствениците се на штета на самите новинари. На овој начин се прави обид да се делумно да се воспостават правила на игра. Не се дефинирани тука строги регулативни рамки како ќе се однесуваат сопствениците или како ќе се однесуваат новинарите. Меѓутоа, јас од тоа што го имам видено законот, ќе се дефинирани правата и врските на сопствениците, меѓутоа и правата и врските на уредништвото и правата и врските на новинарите. Значи не може да бидат новинарите искористени да изнесуваат информации, односно да пренесуваат информации за кои што тие не стојат, имаат право да одбијат пласирање на такви информации, без при тоа да имаат последици од намалување на платата или да бидат избркани од работа. Затоа реков повеќе како експерт и познавач и на состојбите во поголем број од земји, колку сметате дека тоа треба да биде прашање на законска регулација или да се остави на принципот на саморегулација? Постоја два модела, или да биде дел од законот, или да биде предмет на саморегулација. Кај нас авторот на законот или повластениот предлагач Министерството за информатичко општество сметало дека треба да биде дел од законот.
Меѓутоа тоа е и на крај политичка одлука како ќе биде тоа регулирано. Не може да се каже дека едниот модел е погрешен или другиот е во предност. Хипотетички, говорејќи, вие велите, во истражувањето кое што го направивте лани, мислам беше септември, дека во државава има потреба од граѓаниве сака документарни канали. И во еден таков канал, например, еден таков канал за специализиран за документарна програма не мора да има уредништво. Тој може да набавува програма од независни продуценти. Добро, меѓутоа уредништвото има многу замки во тие закони кои што кај новинарите создаваат чувство дека некој сака да им ја земе слободата. Па не може да им ја земе слободата ако бидат регулирани правата и врските и на новинарите и на уредништвото. Кога станува збори за документарна, филмска или спортска програма, тоа не значи дека нема да има главен и одговорен уредник на медиумот. Значи со тоа што ќе има главен и одговорен уредник на медиумот, воопшто не станува збор дека ќе му биде земена слободата на некого. А од друга страна, со донесувањето на новиот закон и со либерализацијата на доделување на дозволи сателитски и доделување на дозволи за емитување на програма преку кабел, значи за кабелските телевизии, токму ќе може да биде реализирано тоа, односно отварање на телевизии со специализиран формат, кои што ќе емитуваат програма преку кабел, а без при тоа да Советот има потреба да распишува конкурси и да носи одлуки дали на некого ќе му додели дозвола или не. Така да едноставно сметам дека на ваков начин ќе имаат и поголема слобода на делување на самите новинари и ќе биде задоволена потребата на граѓаните од таков тип на програми, дали се тоа спортски, музички, документарни, играни, она што токму го бараат граѓаните. Пред брзо време се зголеми бројот на членови на Советот, сега со новиот закон ќе се намалува. Има незадоволство меѓу вашите колеги? Па јас кажав дека ние како Совет за радиодифузија не сакаме да коментираме делото околу самиот Совет за радиодифузија, меѓутоа овдека не станува збор за класично намалување на бројот на членови на Совет, туку за нов концепт. Во идниот состав членовите на Советот за радиодифузија нема да бидат во редовен работен однос, како што е сега состојбата, кога 15 члена се сите во редовен работен однос. Туку тогаш во новиот состав на Советот, членовите на Советот ќе бидат експерти кои што ќе имаат функција на управен одбор. Само директорот на агенцијата ќе биде во редовен работен однос. Но формално, паушалче пак ќе си го добиваат. Добро, тоа е надоместно ќе добиваат, меѓутоа не станува збор за класично намалување на бројот на членови на Совет, туку за сосема нов концепт на функционирање на новата агенција. На тој начин се смета дека ќе се добие поефикасно регулаторно тело. Да завршиме онему каде што и почнавме со процесот на дигитализацијата. Оно што е клучно, грижа не треба да има кај најголем дел од популацијата во Македонија, значи сите што се приклучени на кабелска или било кој јавен оператор нема да имаат никакви проблеми, а оние кои што го примаат сигналот преку антена, како што кажав, социјално загрозените граѓани ќе добијат од владата 40.000 сета боксови, а сите останати кои што не спаѓаат во оваа категорија, а немаат современи телевизори, ќе имаат опција да набават сета бокс или да набават нов телевизор со стандардите кои што можат да го примат сигналот од дигиталниот оператор. Рековте нема да ги коментирате одредбите околу персоналниот решенијата, предлозите за персоналниот состав, начинот на избор на членовите на идната агенција за медиуми. Се гледате себе како председател, очекувате продолжување на мандатот? Јас согласно предложениот нацрт на законот, до изборот на новиот состав на Советот ќе продолжам да вршам функцијата вршител на должност директор на агенцијата. Така да согласно тоа не можам да бидам председател на Советот, нидниот Совет на радиодифузија. Ви благодарам многу. Благодарам. Почитувани, тоа беше вечерашната 24 анализа. Ви благодарам за вниманието и довидување. Останете и натаму со 24 вести.